На пат за Витлеем. И ставам непријателство меѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот неизин. Он ќе ти ја гази главата, а ти ќе го каснуваш во петата. По падот на човекот, Бог не го прекинува својот однос. Среде болката и расипаноста на гревот, Создателот му навестува надеж на човекот. Би можеле да кажеме дека овој стих е првото евангелие, ветување дека гревот го нема последниот збор. Непријателство меѓу неа и змијата е духовна борба во која Бог ќе победи. Жената ја представува Марија, а породот неизин Христос, кој ќе ја поправи трагедијата која ја предизвика човекот. Во секој човек се води борба. Сатаната нуди сомнеш, очај, искушенија, а Бог нуди надеж. Ова време на Божиќен пост не подсетува дека не сме сами во оваа борба. Бог навести дека Христос ќе ја згаси главата на злото. Кога човек е со Бога, злото го нема последниот збор. Дури кога го чувствуваме каснувањето во петата, кога го искусуваме злото, победата на Христа е веќе сигурна. Предизвик. Со какво искушение се бориш? Што е она што те одвојува од Бога? Не се обесхрабрувај. Помоли се со кратка молитва. Побарај од Бог да ти даде храброст да останеш на страната на доброто. На пат за Витлеем.